Во областа Азот или Бабуна во Централна Македонија, во Брсјачката етнографска целина се наоѓаат две села кои од страна на етнолозите се наречени мијачки оази. Тоа се селата Папрадиште и Ореше. Во овој филм ќе се запознаеме со Ореше. Ќе дознаеме нешто повеќе за етногенезата на селото, како и за степенот на духовната, материјалната и социјалната култура на неговите жители. Ореше се наоѓа на источните падини на масивот Даутица и е сместено во една мала котлина меѓу планините Орешка Чука, Кула и Рендева ливада. Низ него течат реките Попоска и Ѓаковица, кои го делат селото на неколку маала. Тие го добиле името според родовите Јанковци, Велковци, Дамјановци, Миленковци, Китановци, Джиковци и Коруновци. Жителите на оваа планинска населба се сеќаваат дека во најдобрите времиња во селото живееле речиси 1000 луѓе. Раселувањето започнало, како и во другите македонски села, по индустриализацијата, што настанала во годините по Втората светска војна, особено во 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Тогаш селаните од Ореше започнале да се населуваат во Скопје, Велес, Битола, Охрид и Струмица. Денес во селото живеат околу 350 души, во 70-тина претежно стари куќи. Живеалиштата најчесто биле градени на два ката. Горниот кат бил наменет за живење, додека во долниот се чувала стоката. Типичниот стопански двор во Ореше е составен од куќа, кујна, плевна и кочина за свињи. Во секој двор се наоѓа фурна за печење леб, која денес не се користи повеќе, бидејќи лебот се купува од продавница. Местоположбата на селото, но и традицијата на жителите условиле главно занимање да биде сточарството. Во минатото, во околните планини биле вгнездени големите бачила, од кои денес се останати само остатоци, кои сведочат за некогашното главно занимање на луѓето од овие краишта. Покрај големите стада овци се чувале и кози, коњи и говеда. Денес од сето тоа останале само по неколку кози и крави, како и по некој конче кое служи за носење дрва од планините. Поради суровата планинска клима, од земјоделските култури се саделе само рж, пченка, компир и понешто граф. Денес и тоа малку парче земја за орање што ја има по падините е покриена со папрат, а во селото може да се сретне само по некоја бавчичка во близина на куќата. Луѓето тука живеат главно од пензијата што ја добиваат од државата, додека помладите од дрвијата што ги сечат по планините за потребите на шумското стопанство. Во поново време, во селото доаѓаат посредници кои вршат откуп на боровинки и печурки. Останатите работат како молери по градовите и селата низ целата држава. Тежок е животот во Ореше, без работа, без амбуланта, без телефон, со струја што често е во прекин, со само 2 телевизиски канали. Неговите жители буквално се одсечени од светот. Се добива впечаток дека луѓето тука се помалку диви и негостопримливи. Секој обид да се помуабети со нив се сведува на жалби поради тешкиот живот што го носи новото време. Јас се викам Иван Трајковски. Работам, како да ти кажа, први не одев, како дете отидов, работев молер во Скопје на 14 години уште. Од това речено, после тоа, како да ти кажа, после земјата се некој се вратив пак во Скопје. Јас во војска слугав и пак се вратив во Скопје. Се префрлив во железара. Во железара некаде работе 26 години. Сега дојде технолошки вишак. Ни спушти. Сега сум сел. Што да ви кажа, тоа е. Живееме со 4000 пари. Ја и баба сме овде, а децата ми се во Скопје.
Едниот е во Скопје, синот, едниот во Струмица живеат. Тамо жената му, тамо и тамо замина. Друго, ако ве интересираат од животов овде, селски воопшто, директно, нема живот овде. Тоа нека знае секој. Овде не, затоа што овде е диво место. Нема на што да се наслониш, па да останеш да живееш и да работиш. Ова е дива земја. Тоа не така е. Гледате убаво, сето. Од планината што има? Камења и дрва има. Нема ништо, производство немат. Општина имаше Богомила. И гледа сега што прави општина, ја поништуваат Богомила. Ме терат, сега, например, го тера од Чашка. Сега јас треба да плаќам возеви, кога можам пешки да појдам Богомила. Зашто да плаќаме на ова криза сега и економски начин да се потрошуваме? Општината треба да остане Богомила. Доколку не остане Богомила, нема ни едно село да остане овде. Во ова Азот, што го викаме ние Велешки. Ни едно село. Нека разбере секој. Од Бабуна, кога сте иделе навака со колата, има табла, пише Бабуна, Богомила. Десно, по рекава нагоре, како идет, тие села више забаталени се. Скоро сите. Чичко Иван и неговата сопруга живеат од пензијата која изнесува 4000 денари и од ракијата што сами ја произведуваат, се разбира доколку успеат да ја продадат. Ракијата ја прават од сливи џанки, кои сами си растат во околината. Предците на денешните жители на Ореше, според досегашните истражувања, ја основале населбата пред околу 300 години. Тие се доселиле од селото Галичник, а според некои истражувачи и од Лазарополе, бегајќи од исламизацијата и зулумите што ги вршеле арнаутите помогнати од турската војска. Според преданието, пренесувано по пат на устни традиции, селото го основале тројца браќа од Галичник. Јас се вика Ристе Елисков. 67 години има. Роден су 38 од 1 август веќе во 67 години. Прибеќи село наше 500 години, во 500 години населено. Петре, Дамјан и Орешко. Тие тројца браќа биле. На това имале една сестра Смилјанка. Сакале турците да потурчат. Беговите во Галичник, ние сме од Галичник дојдени овде, и овие фаќа и ги кандисувај не биват. Фатиле за птиите, исклале, бегот го заклале и избегале, ондека да правуваат бачко. И Петре појдуват по Прадишта, остануват. Орешко и Делвиш Дамјан остануваат овде. Од тие село дојде до 260 куќи. Еве ја како родител, 8 деца и 4 стари бевме, 12 души живееме, 20 бевме, овдека по 8-16. Нашево село имаше 200 ученици. 200 ученици. Од 200 ученици уште 5 прво одделение. Значи, некои неписмени деца и оставаат. Не може. Голема криза од која дојде ова растурање на Социјалистичка федерација на Република Југославија. Потоа, пак турците дошле овдека. Мане и Андре, браќата, се договориле њурета да го поништат во Морани. Поти на бегот на попот во Поменово, ќути бе. Попот сакале ќерка му да потурчуваат. Фатиле 70 души. Мане и Андре искале. Од Ореше се тие чуваковци.
И ајде во Солун ми фаќаат 101 години и осудуваат. Отаде некако успеале на бегот што бил затвор, детето му го колеле, берберот, Арнаут и други, и испуштат. Му го ослободиле. Избегале во Бугарија. Од Бугарија дојдуваат овдека имото да го продаваат. А преку 20 години не можеле, немало закон, продале што продале, во бугарското, парите изделе избегале, пак овие си го усвоиле, братучеви. И така овдека, колку турци се исклани во ова село. Па во Галичник су правеле пичкаванчиле, оморали колеле. Сега овдека живот има уште 50 куќа не изглажа. И тоа некои менталисти. Нема живот више во ова село. Поле немаме, државата и затвори фабриките и готово. А село наше преку 450 години е овдека старо. Сите преданија околу настанокот на Ореше што ги запишале етнолозите од Скопскиот завод, како и оние што ние ги слушнавме, горе-долу содржат заеднички елементи. Може би и мали разлики постојат само околу местото од каде се доселиле предците на денешните жители. Сепак, сите се согласни во едно, дека бегале од турскиот Зулу и дека се мијаци. За тоа говорат и повеќе факти. Денешниот говор нималку не се разликува од оној на мијаците кои живеат во нивната матична област во Мала и Долна река. Исто така ниту носијата не се разликува и не претрпела некоја особена промена од времето на преселувањето до денес. Друг значаен фактор е истата стопанска дејност, односно сточарството. Ниту местото на живење не било избрано случајно. Високите планини, зелени ливади, изобилство на вода која тече од многуте чешми и извори. Сето тоа потсетува на пејзажот во реканскиот крај. Некои истражувачи посочуваат дека оваа област била избрана поради тоа што некои мијачки семејства тука имале имоти на кои ги напасувале овците. За етимологијата на етнонимот мијаци постојат повеќе теории. Значајно место му се придава на народното толкување. Според него, името мијаци настанало од зборовите мие и јаки, односно мие сме јаки. Според друго толкување, името било добиено поради тоа што многу се миеле, односно биле чисти. Сепак, според фактичката состојба, ние повеќе би ја прифатиле првата теорија. Најкарактеристично за оваа етничка група е тоа што кај нив ендогамијата била напуштена најдоцна, дури во 60-тите години на минатиот век. Иако комуницирале со припадниците од брсјачката група, тие никако не склопувале бракови меѓу себе. Меѓу нив од секогаш постоеле чувства на надпревар и нетрпеливост. Мијаците се сметале себе си дека секогаш се над другите, додека пак брсјаците за нив подсмешливо велеле мијаци, тријаци, три камења белутраци. Кога што су родена, по татково име е Лина Китановска. А овде, како што су мажена, на мажове му име Милошевска Лина. Маш ми свика туди. Нема од Ореше, во друго село не одеја. А после сега прво време су мажиле или Богомила, или Теово, Веле, Скопје, сегде се мажи сега. А иначе, од Попрадишќа до Ојодореше, пазла нигде, од и рубата наша. Таква беше. Рубата наша не се менјаваше, само Орешката и Попрадишката исти беја. Орешките девојки е негените од Ореш. А може, ако сте сакаат со Попрадишќани, девојката да поет Попрадишќа и Ергенот да земете од Попрадишќа. Така праве. Тие две села. Само еден, прво срце се викаше Гарушко, даде на ќерка Богомила, па му се смеевме. Тој Богомила. И сега седи.
Верата не, само мијак да е. Со една нога мијак да е, ќе го земет. Ама доктор на наука и брсјак, али скопјанец, али вележанец не е во обзир. Со една нога да е, ќе го земет, али ќе ја земет. А не смеет. Брсјак го земет. А сега се растои. Во Ореше има една селска, една гробјанска и една манастирска црква. Црквата која се наоѓа сред село најпрвен била посветена на Света Недела, но подоцна кон неа била додадена и Света Богородица. На местото на денешниот храм постоела постара црква, која со текот на времето станала претесна да ги приме сите верници. Поради тоа, во 1963 година, старата црква била срушена и на нејзино место била подигната денешната, која конечно била завршена во 1968 година. Неа ја зиделе мајсторите од соседната етничка област Порече. Ја праве Поречани, ама старата црква беше стара црква и таа старата беше мала многу. Ама се ова ја праве нова црква тогаш. Има 20-30 години како ја праве. Мајсторите ве Поречани. И ранехме по село вамо, тамо мајсторите. И така, Света Петка и таа беше правена ја како ја најдов како дете, така и сега Света Петка. А Свети Ѓорѓија, тоа беше мало црквиче, а сега е правен голема црква. Голема, сега пред 16 години е правена, може и 20 да имат голема црква. И доправа е од тога и трапезари и едно, друго, сега све, и сега работа е праве и се што е. Прво беше малечко црквиче, а сега е голем Свети Ѓорѓија. За најстара се смета црквата Света Петка, околу која се наоѓаат селските гробишта. Се работи за едноставна градба која ги задоволува основните обреди поврзани со умирањето. До манастирот Свети Ѓорги не се стигнува лесно. Тој се наоѓа над селото и е сместен во густа дабова шума. До него води тесен и стрмен пат, кој не е баш најпогоден за патничко возило. Сепак, доколку сте упорни да стигнете до него, богато ќе бидете наградени, бидејќи местото каде што е сместен манастирот, како да е од Бога создадено. Некои од конаците се стари, некои се понови, а некои се уште се во фаза на изградба. Пред влезот на црквата, на западниот зид насликани се двајцата воини светители, Свети Ѓорѓија и Свети Димитрија. Манастирот Свети Ѓорги ги има сите услови за развивање на манастирскиот туризам. Со мала инвестиција, овој духовен храм би можел да привлече многу туристи, кои би го заживееле ова планинско мијачко село и би го спасиле од понатамошно раселување. Брсјаците фути носи скутиње, а мие не. Зошто се скутиње носи, јас го проучив тоа, ако не сум писмен. Значи, за време Турска империја, тоа во Прилепско било во едно село Крушени, ја го тепале мажа. Чека та свеколот да врати, смава, не враќа, девериве не враќаат. Татко, дај ми ја берданката, дај ми томите, ојдуват. Тој што го тепал мажа, го тепуват. И мажите и фатило страм, скутињите опашале, жените пак панталоните излезе. За тоа.